Темата за вечерва, како што може и сами да ја прочитате, носи наслов Здрав и витален. Значи, ќе стане збор за здравието. Нешто што ни е на сите потребно. Денеска некако луѓе сите сме во потрага по нешто да постигнеме. Да имаме хармонија во животот, да бидеме сигурни, да имаме љубов, секако вера во духовен смисол, успех во животот, да бидеме прифатени, да имаме дом, среќен, радостен дом и секако на крајот да имаме здравје. Можно ли е, почитувани, овие сегменти или овие работи да ги најдеме во нашиот живот или да успееме да ги совладаме, да ги имаме, за да бидеме сигурни, да имаме хармонија, да имаме вера, успех, прифаќање и така натаму. Ние секојдневно сме во потрага за тие елементи кои треба да ги имаме. Нажалост, можеби комплетно ги немаме или имаме дел од овие работи. Но еве ова размислување ќе ни помогне вечерва како тие работи да ги прифатиме, да успееме да ги примениме во нашиот секојдневен живот. Овој филозоф кој живел 1788 до 1860 година, еве што кажал: здравјето не е се, но без него се е ништо. Дали е во право? Секако. Здравјето можеби за некого не е се. Некој сака да има куќа, стан, да има дипломи, да има успех, кариера, што секако е добро. Меѓутоа, ако не е човекот здрав, и затоа тој вели, Артур вели, без здравјето ништо немаме. Се оно што го имаме, ако немаме здравје, здравјето не е се, но без него се е ништо. Денеска луѓе би продале се што имат од својот имот, само да се докопат до добро здравје. Би го потрошиле последниот денар за да имат добро здравје. Ова предавање ќе ни помогне, почитувани, како да имаме подобро здравје. Ние ќе видиме и од световна перспектива, но и од библиска перспектива, што Бог ни вели за да имаме подобро здравје. Здравјето е нешто неразбирливо, некој непознат автор кажал. Зашто луѓето не прават нешто посебно да би го сочувале, но го дават и својот последен денар да би го повторно повратиле кога ќе го изгубат. Дали е во право и овој непознат автор? Аптеките се полни со пациенти, со луѓе кои дават последен денар само да го купат тој лек кој наводно ќе им донесе здравје. Ако го имаме здравјето, тогаш можеби не посветуваме целосно или доволно внимание. Кога ќе легнеме во болничка постела или во болнички кревет, тек тогаш може човекот повеќе размислува каде ми беше паметот, кога бев здрав, а можеби не го чував здравјето. Здравјето е нешто неразбирливо, зашто луѓето, на жалост, кога треба да прават, кога треба да стават добар темел во здравјето, можеби немаат време тогаш, млади се, телото поднесува се и се што, но кога ќе застаре телото, тогаш се појавуваат, на жалост, и болестите. И затоа ќе го даде човекот последниот денар само да го продолжи својот живот. Еден човек на својата смртна постела рекол: го давам целиот имот само да ми се продолжи животот за 10 минути. Наистина, луѓето се создадени да живеат. Ние сме создадени да живееме, почитувани, а не да умреме. Здравјето не е бинго, не е среќа, лотарија. Здравјето не е случајност. Некој вели: овој гледате што јади, што пие, пуши, ништо не му е, здрав е ко дрен. Меѓутоа не е тоа тачно. Здравјето, почитувани, не е коцка. Еве, овие фигури тоа ни го илустрира. Значи не е тоа коцка, фрли ја коцка, ти добие шестица. Или тамо на лото, не знам, седмица. И ќе добиеш пари. Со здравјето не смееме да си играме. Со здравјето не смееме да се коцкаме. Едно здравје имаме. Еден живот имаме. И тој е неповторлив. Лекарите или медицинарите, стручњаците предвиделе 10 фактори, 10 точки кои влијат на нашето здравје или на нашата предвремена смрт, односно да прекине нашиот живот. Значи, еве сега ќе ги споменеме, може има повеќе, но јас само ќе спомнам 10. Камин или огниште во куќата. Знаете, имат луѓе во своите куќи камин. Знаете камин што е? Кај што ложат оган. Тоа така да гори, убав амбиент е во зимно време, но постои опасност да излегува чад. Знаете, порано
кјумор или јаглен ложеа луѓето. И многу луѓе беа затровани. Или вдишуваат тој чад и се прекратува нивниот живот, како еден фактор. Неадекватна хигиена. Посебно во тој трет свет, што го велиме Африка, или кај што нема доволно хигиена, доволно вода. Значи, може и на овие простори, ако не посетуваме доволно внимание на хигиена на нашето тело, не само однатре, туку и однадвор, може да допринесе за предвремена смрт. Загадена вода. Ние знаеме дека само 1% е од водата на оваа планета чиста или питка за пиење, односно 3%, меѓутоа доста проценти се загадени од тие 3%, а останатата 97% е солена. Солена е водата и едноставно не е за употреба. И луѓето немаат пристап до здрава, до чиста, до питка вода. Значи користат загадена вода со разни фекалии и тоа допринесува за предвремена смрт. Однос без заштита, сексуален однос, значи тука се пренесува сида и сите тие полни болести. Лоша исхрана и тоа влие на скратување на човечкиот живот. Знаете, некој вели се најадов леп или се најадел таму пшеница или не знам, постојано јади и на гледате во Африка тие дечиња што јадат само еднообразна храна, какви им се стомаците. Значи нема доволно витамини, протеини, јаглени хидрати и се оно што е потребно за телото да има они елементи кои се потребни да име добро здравје. И сега одиме на она што директно влие на нашето здравје, тоа е цигарата, тутунот. Значи не само тие што пушат, тие кои го произведуваат, кои го нижат, кои го сортираат, се испарува, значи прашина, тие вдишуваат и едноставно луѓе кои не пушат, а може да заболат од рак или од некои други болести кои директно го скратува човечкиот живот. И затоа, тоа се неколку причини за предвремена смрт. Алкохолот исто така делува и на оние кои пијат, а и оние кои не пијат во собреќајка гинат и трезвени, неле, и овие кои ќе се напијат, тогаш не може да го контролират возилото и може да направат собреќаен удес и страдат и недолжни луѓе. Висок крвен притисок, ние подоцна ќе видиме од што се случува, како доаѓа до висок крвен притисок, но фактори има повеќе, може храна да биде, може нервоза, стрес и така натаму, и затоа треба постојано да го мериме крвниот притисок, за да го регулираме, постојат природни средства кои може да ни помогнат. Зголемен холестерол. Исто така, може да кажеме, голем процент на луѓе умираат поради холестерол кој имаат во крвта. На време не превзеле мерки, доаѓа до запушување на крвните садови, на нашите артерии, нема крвотокот, проток на крвта и доаѓа до смрт. Прекомерна телесна тежина. Исто така, голем фактор кој допринесува за да луѓето предвреме починат или умрат. Хипократ, кој живеел 500 години пред Христа, еве што кажал. Ајде заеднички да проследиме ова негова изјава. Болестите не се само одредени со судбината, туку се заработени и со наша вина. Ние велиме тоа му е судбина, тоа му е наследен фактор, таткото починало тоа, мајката, дедото, бабата, дедот и така одиме наназад, едноставно и некој од децата ќе почине на жалост од таа болест, што не е точно. Болестите не се само одредени со судбината, туку се заработени и со наша вина, со помош на погрешна исхрана, удобност, значи тој комфорт кој ни дава овој 21 век, патување со авион, со кола, со такси, а не се движиме, како овде што вели, недостаток на движење и душевни проблеми. Тоа се, модерно кажано, стресови, кои ги имаме постојано. Кога пуштиш телевизорот, ќе слушаш лоша вест. Телефон ќе ти звони, некој ќе ти се јави, почина. Значи, сето тоа делува на нашиот секојдневен живот. И затоа, почитувани Хипократ, навистина, од времето на антиката, ова изјава и денеска држи место, што би се рекло. Значи, болестите не се само одредени со судбина, туку се заработени и со наша вина. Грижата за здравјето го опфаќа целокупниот човек. Библијата зборува за дух, душа и тело. Тие три компоненти се многу важни. Ако едно од нив се поремети кај нас, ние се разболуваме тогаш.
телото да очуваме, душата и духот. Голема грешка се состои во едностранност. Здравието, според Светската здравствена организација, еве дефиницијата што е тоа здравие. Здравието е состојба во кој човекот се чувствува одлично и каде што телото, душата и духот се недопрени. Значи, целовит, како интегрално зрно. Знаете, интегрално зрно какво е? Комплетно е се оно што е внатре потребно. Нажалост, тоа се лупи, неле, и се вадат сите тие состојки и ние добиваме белозрно пшеница, односно ориз, кој нема никакви витамини. Значи, ние како луѓе треба да имаме комплетно телото, душата и духот да се сочуват. Тогаш човекот е здрав. Ако едно се поремети, тогаш ние сме болни. Тогаш нешто се случува со нас. Имаме здравствени проблеми. Но, еве што кажал и апостол Јован на својот пријател, му посакува во своето писмо кој го пишува: возлюбен мој, ти посакувам да ти биде добро во се, дух, душа и тело, овде би допишале слободно, за да бидеш здрав. Ако телото ме боли, ако прстот ме боли, дали душата ќе ме боли? Боли. И вели, душата ме боли. Каде лоцирате вие душата кога ве боли? Дали во окото, во носот, во увото, во прстот? Целото тело чувства, така? Не може прстот да каже за ногата: баш ми е гајле, што те боли много. Јас сум здрав, како прст. Но тоа е телото, духот, душата. Ние сме комплетна личност која ги име сите тие три својства. И затоа Јован се моли и му посакува на својот возлюбен пријател добро, да биде во се, да биде здрав. Јас дојдов, Исус вели, да имаат живот во изобилство. На жалост, денеска имаме изобилство на што? На болести. Ако одите на лекар кај матичниот, ќе чекате со часови дори каде не дојдете на ред. А работат 3-4 лекари. Луѓе се повеќе и повеќе стануваат болни. Исус дошол на оваа земја, почитувани, да ни донесе живот во изобилство. Но на жалост, од друга страна, ѓаволот како човеков непријател ќе биде тој кој ќе прави разни болести, ќе произведува да луѓето немаат време за Бога, да се насочат кон себе. Исус дошол да ги лечи луѓето. И токму ова фотографија ни покажува, а и целиот Нов Завет, тоа ни го потврдува дека Исус се мешал со луѓето и сакал да им помага. Навистина, Исус дошол да донесе живот во изобилство. Ние како луѓе треба да ги разбереме тие три работи. Значи, човечкото срце, телото, духот, односно социјално. Тоа е комплетно како една пирамида, гледате. Тоа е Божи концепт на нашето здравје. Дух, душа и тело. И тие треба да ги сочуваме. Кога е во прашање духот, тоа е таа верата што треба да не одржува. Знаете, луѓе се скршени духовно некои, зашто не веруваат во Бога. Тие не веруваат во Бога и немаат подпирач. А човекот кој верува во Бога и да изгуби некој свој мил и драг, тој има вера и тоа го одржува во надеж. Тоа го одржува. Значи, ние треба да имаме и вера во Господа, ако сакаме да се одржиме и физички и здравствено. Вавилонците, малце додеме сега во историјата на минатото, имале едно погрешно верување. Вавилонците, египчаните, грците имале дуалистичко разбирање на човека. Што значи тоа дуалистичко? Тие само верувале во тело и во душа. Значи, телото умира, но душата продолжува некаде да живее. Како што подосна ќе видиме, тоа го прифатила и тогашната традиционална црква и ден денес тоа го таа црква пропагира и учи. Значи, египчаните верувале, кога човекот ќе умре, душата го надживува телото. И затоа побогатите египчани, еве тоа што го кажав, црквата го превзела сваќањето за одвоеноста на телото од душата. При тоа телото го изгубило своето значење, од што првенствено се откажуваме кога неаме време. Едноставно, битна е душата, значи телото пропаѓа, но душата оди кај Бога и така натаму. Меѓутоа, подосна ќе видиме како египчаните своите тела ги балземирале, односно на богатите. Верувале дека еден ден, ако се пронајде лек, да телото не се распадне,
Dушата повторно може да се поврати на покојниот. Но Павле вели и вашиот дух и душа и тело да се запазат безпрекорно при доаѓањето на нашиот Исус Христос. Ние знаеме дека телото ќе се распадне кога човекот ќе умре, така? Меѓутоа, знаеме дека Бог повторно ќе го состави, ќе го обнови, ќе го создаде телото на покојниот. Но духот вели и душата и телото да се запазат. Затоа додека сме живи, во тоа тело треба да внесуваме што поквалитетен материјал, да ни трае подолго. Ако имаме здраво тело, ќе имаме и здрав дух. Тогаш и душата ќе биде здрава. А не велиме ние душата ме боли, кога нешто си разочаран, кога си обескребен, кога немаш подпирач, душата вели ме боли. И духот. И затоа Павле вели духот и душата и телото да се запазат, да се сочуват безпрекорни. И затоа ова предавање треба да ни помогне, почитувани, да разбереме што треба да јадиме, што треба да пиеме, што треба да внесуваме во нашето тело, ако сакаме да имаме здрав дух, здрава душа и здраво тело. Исус дошол, како што рековме, на светот целосно да ги исцели луѓето. И еве го текстот од Матеј 4 глава, кај што вели евангелистот, Исус обиколуваше по цела Галилеја, учејќи во нивните синагоги, значи во нивните цркви, им го проповедал евангелието за царството и, ова е многу важно сега, лекувал од секаква болест и секаква немоќ меѓу народот. Ја мислам, кога Исус би бил денеска, Исус не би спиел 24 часа. Па повеќе се луѓето болни од тогаш. Тогаш немало ни толку жители. Бројчно биле помалку. А замислите сега од овие 7,5 милиарди луѓе. Каде би Исус стасал пред те? Да ги лечи луѓето физички. Но во тоа време, Исус ја обиколувал Галилеја и цела Палестина и тоа пешки одел. Малку користел магаре. Кога влегол во Ерусалим и тоа учениците, по наговор на учениците, Исус претежно одел пешки и користел чамци по воден пат. Но тој ги лекувал од нивните болести во тогашно време, од секаква немоќ меѓу народот. Исус првин го приготвил теренот кај луѓето да бидат здрави, а потоа им давал и духовна подкрепа. Не може ти на болен човек да му зборуваш за ново небо, нова земја, нови Ерусалим, златни улици, кога тој нема што да јаде, кога тој нема што да пие, кога тој нема каде да спие. Значи, мора да се обезбеди првин терен кај тие луѓе да имаат подлога кај што ќе може да го примат Исуса Христа како свој спасител. Исцелување на жената која боледувала од течење на крв. Пишува таму во Лука 8 глава. Колку години ова жена боледувала? Страшно. Години и години боледувала. И ја искористила единствената прилика во својот живот да дојде и да побара лек од најголемиот лекар. Исус кога ја видел и вели: "Керко, не плаши се. Твојата вера ти помогна, оди си со мир." Таа посакала да го допре Исуса. Исус тоа го почувствувал. Исус дошол да и даде здравје. Исцелување на фатениот. Тој таму кај бањата лежел со години. И кога Исус дошол, сакаше да бидеш здрав, што тој рекол? Како да не? Но нема кој да ме турне, да ме внесе во водата. Исус му вели: "Ти се простуваат твоите гревови, на тебе ти зборува на фатениот, стани и земи ја својата постела и оди си во твојот дом." Гледате, Исус првин здравствено го приготвил теренот за тој потоа да се всели во срцето на тие луѓе. Исус го приготвил телото да биде здраво на овие болесници. Тоа е и наша обврска, почитувани. Ние не сме сега Исус, ние не сме Господ, но ние може на луѓе да им укажеме како да го подобрат своето здравје. Благодарение на ова Библија, на Светото Писмо, кај што има детални рецепти и упатства што да јадеме, што да пиеме и како да се облекуваме, за да не биде подобро и животот кој го имаме да не биде поблагословен. Исцелување на слепиот. Гледате, сите тие болести биле тешки во тоа време. Да бидеш слеп и денеска е тешко. Рави, кој согреши? Овој или неговите родители, па затоа се родил слеп. Знаете, во времето на Исус Христос, на евреите, верувале ако некој болен, ако некој добие некоја болест, тој е казна од Бога. Или неговите родители биле лоши,
pa сега детето испашта, што не е точно. А Исус одговори, ниту тој согрешил, ниту неговите родители. Очигледно болеста ќе дојде. Може да биде и наследно некогаш, секако, но има и фактори кои се надворишни, кои влијат на нашето здравје. И зато Исус не се занимава, не се оптеретува со минатото на тебе и на мене или на нашите предци. Тој те гледа денеска како чедо негово. Тој те гледа денеска како негов син и керка и тој е подготвен да те допре. Вели Исус го допре. Тамо пише во текстот. Го допрел и неговите очи се отвориле. Давид ќе каже понатаму, кога молчев, моите коски се исушија од моето овкање преку целиот ден. Дење и ноќе, твојата рака тежеше врз мене. Мојата животна влага се претвори во летен припек. Давид тоа добро го почувствувал, браќи и сестри. Тој често пати морал да бега од својот дом, бидејќи неговиот син кренал во стание и тој морал да ја сочува својата глава. Не му било лесно таму во Карпите, во планините, таму да поминува ноки. Кога молчев, моите коски се исушија од моето овкање. Секако и ние понекогаш во нашиот живот овкаме од болките кои ги имаме. Дали е зап, дали е бубрек, дали е некој друг орган на нашето тело. Или овкаме за нашите мили и драги кои може исто така поминуваат ни свој премрежја. Давид вели ден и ноќе. Твојата рака тежеше врз мене. Тоа го храбрило, тоа го тешело, што Божјата рака била врз него. Бог, ако рекол до тука, не може никој да ти го продолжи животот, но ако Бог рекол до таму ќе живееш и од авион да паднеш ќе преживееш. Ако Божја волја биде тоа. Мојата животна влага се претвори во летен припек. И навистина, почитувани, Исус дошол на ова земја да не ослободи. Кога Божиот народ, израелците, лутале низ пустињата 40 години, кога излегле од робството, тие фактички без компас, без некој да ги управува патувале, но Бог ги управувал ден и ноќе, знаеме, со оној облак. Затоа, за да им биде добро, односите нивни, 2 милиона луѓе кои патувале 40 години од Египет кон ветената земја, Бог им дал правила на однесување. Бог им дал упатства за среќен и здрав живот. И затоа им ги дал 10 заповеди. Ние сега ќе видиме дека тие 10 заповеди, првите 4 го регулираат односот Бог кон човекот, односно човекот кон Бога, а останатите 6 човек кон човек. И ако тие заповеди ги почитуваме и денеска, односите наши ќе бидат на високо ниво. Нема потреба граници да има, нема потреба пасоши, нема потреба полиција да има. Ако се почитуваат овие многу едноставни, но многу силни и содржајни заповеди. Тоа се 10 зборови или реченици на љубовта. Тие го унапредуваат мојот однос со Бога и мојот однос со ближните. Значи првите 4 рековме мојот однос кон Бога, а останатите мојот однос кон ближните. Ако ги почитува денеска луѓето овие заповеди, ќе има една подобра хармонија во овој свет во кој ние живееме. Значи, љубов кон самиот себе, тука сме ние, љубов кон Бога и љубов кон ближните. Гледате, закон на љубовта не обединува. Не обединува. Ако ние сите се стремиме кон тој Божи закон да го почитуваме и да го држиме, ние всушност ќе имаме блиски однос еден кон друг. И затоа е многу важно да го имаме овој закон на љубовта. Кога човештвото овој закон би го почитувале, многу проблеми почитувани би се разрешиле. Еве, например, ова заповед, која вели не убивај. Не е наше право, никој не ни дал право да одземеме тук живот. Само Бог е собственик на нашите животи. Ние еден живот имаме и треба да го чуваме и да го почитуваме животот на другиот. Очигледно, Бог не сака да го убиваме ближниот. Не само со пиштол или со пушка, туку и со храна. Денеска се продава и лоша храна на пазарот. Има луѓе несовесни кои ти вели дадат ова еколошка, не е шприцана, не е прскана, од таму сум, а тој може би од некое село, сега да не спомнувам, кај што е фабриката, оджаците се под самата фабрика, односно овие нивите.
A тој ти вели дека е сосема од друг град на Македонија, за да го продаде својот производ, а тој едноставно може неговиот производ е загаден. Понатаму, имаме ли право да го труиме своето тело, да го убиваме? Со цигарата, со тутунот, ние всушност вршиме убийство на своето тело. А ние не сме господари на своето тело, туку Бог. Ова тело, овој живот Бог ни го подарил. И ние треба да го негуваме, да го чуваме. Тоа се така наречени почитувани пороци, кои навистина се тешки. Никој не се родил со цигара во уста. Ниедно бебе ја не сум видел. Меѓутоа подосна секако тоа се стекнува од пријатели, роднини, па и ние самите може сме посакали да пробаме и на жалост, ете, може да се случи и трагедија. Овде имаме една слика, може да видите сега на екранот. Всушност, направено еден експеримент на глувци. Ове се глувци. На неговата кожа, на неговото крзно, нанесене никотин. И за кратко време тие глувци добиле рак. Еве го глушецот. Значи директен убризган никотин. Сконцентриран, изваден од тутунот никотин и овде гледаме нанесено на крзното на глушецот. Еве овде имате сива боја, значи се појавил тој рак. Гледате на кожата, на крзното, на самиот, за кратко време. Кои се последиците од пушењето? Ние директно, значи, го троваме нашето тело. Последиците се срцевудар, излив на мозокот, рак, надуени бели дробови, предвремено пораѓање, секако за жените, лош крвоток, зашто се запушуваат нашите крвни садови, проблем со дишењето и така натамо. Значи, тие се само некои сегменти кои се резултат кога ние директно пушиме и тоа го внесуваме во нашето тело, во нашиот организам. И затоа, почитувани, Бог ни дал еден живот и едно тело да го негуваме и чуваме. Пушењето не го уништува само нашето здравје, туку и здравјето на нашите домашни. Тоа се тие така наречени пасивни пушачи. Значи, мажот пуши или жената, тука се децата, тука се дори и самото цвеќе и самите други живи организми, што би се рекло во собата, ако се наоѓаат, им штети цигарата. И затоа, ајде да се откажеме, ајде да го оставиме тој порок. Ништо не вреди за нашето тело. Само може да штети. И затоа, посебно нашите деца, кои Бог ни ги дал како дар, тие, навистина, треба да водиме поголема грижа за децата кои се како млади цветови, кои тоа го впиваат и подосна, на жалост, и тие посегнуваат. Некој може ќе каже, па пробав, не можев да ги оставам. Се може, кога ќе се сака. Еве Павле што вели апостол Павле. Се можам во Исуса Христа, кој ми дава сила. Да, ќе дојде оној непријателот, ќе рече, мајде, гледаш сите пушат, гледај комшијата, 90 години ја пуши. И ќе ти рече, твојот ум, па навистина, човекот пуше, ништо нема е. Меѓутоа, тоа е тактичка лага. Тоа е лага, почитувани. Може би тој има здрав организам, здраво срце, да не пуши, ќе живе може 120 години. Меѓутоа, и тој сабале, наутро ќе кашле, и тој ќе има задих во своите бели дробови, и тој има проблем. Меѓутоа, да не гледаме луѓе околу себе, туку да гледаме на Христа. Павле, вели апостол Павле, се можам во Исуса Христа, кој ми дава сила, кој ми дава мог. И затоа, понатаму додеме уште еден чекор пороци кои директно влијат на нашето здравје, а тоа е виното или алкохолот. Ја знам, новија подрачје луѓето доста пијат. Но изборот е наш. Има луѓе кои се трезвини, кои не пијат. Еве што вели мудриот Соломон, виното е подсмевач, жестокиот пиелок, буен, кој им се одава, не е разумен. Наистина, мислам дека не треба многу да трошиме зборови, но како да е, тоа се работи кои се од полето на нашето социјално здравје, пушењето, цигарата, значи алкохолот, ракија. Знаете, една мала чаша ракија ги уништува нашите мождени кели. Ти може не си пијаница, ама ќе се напише една мала чаша и ти си се уште трезвен.
нормално си одиш, но ги уништува нашите мождени кели кои не се обновуваат. Jutре повторно, задутре повторно, а 24 часа останува алкохолот од вчера што сме го попиле. И така ние стануваме фактички пијаница. Трезвен пијаница под наводници, значи не мора да правиш осмици на патот и да паѓаш, но ти ги губиш оние рефлекси природни што Бог ти ги дал. Затоа Соломон, кој исто така посегнал по ракијата, посегнал по виното, иако Бог му кажал, на крајот кога се враќа назад и се кае пред Бога и еве што запишал. Не гледај на виното кога се црвенее, кога се прелева светливо во чашата. Се пие така глатко, а на крај каснува како што? Како змија. Не знам кој од нас каснат како од змија. Ретко тоа се случува така, ама ако те касне змија, може да не преживееш. И Соломон прави една таква компарација, една таква паралела, споредба. Те каснува како змија и жигосува како змија лутица. Твоите очи ќе гледат туги жени, срцето ќе зборува разврато. Навистина, тоа е точно виното или алкохолот директно делува на нашето здравје. Овој човек кој го имате овде беше популарен пред неколку години, Бен Карсон, сенатор во Америка, инаку адвентист, доктор, кој ги одвоил близнаците, значи, кои биле споени во Лома Линда, тоа е позната болница во Америка. Еве што изјавил. Значи, овој специјалиста за мозок, Бен Карсон, во врска со употребата на алкохолот. Тие зборови што тој ги кажал треба да не потикнат почитувани. Ако имаме проблем со чашката, со ракијата, да размислиме трезвено. Некои луѓе не веруваат дека не игра никаква улога ако само поради земање на алкохол уништат неколку мозочни келии, како што спомнав пред малку. На несреќа, алкохолот не уништува само неколку мозочни келии. Со губењето на мозочните келии и мозочните функции се отвара врата за заболување на други места во телото. Гледате колку е тоа страшно. Значи, тие мождени келии ќе се уништат, меѓутоа те отварат врата за други болести кои ќе воскреснат, кои ќе се појават. И затоа, ајде да се молиме на Бога. Ако го имам тој проблем со чаша алкохол, можно е да се живе почитувани и без алкохол. Толку има во природа сокови што Бог ги дал, кои се храна за нашето тело. Меѓутоа, знаете, луѓето ќе дозволи да скисне грозјето, да преврие виното и тогаш пијат алкохол или ракија. Овој доктор, навистина, од негова стручност тоа го кажува. Не е во проблем само ако неколку кели мозочни се уништат, но, вели, несреќата е поголема. Со губењето на мозочните келии и мозочните функции се отвара врата за заболување на други места во телото. Јас не можам да разберам како некои луѓе своите келии, кои се од непроценлива вредност, само така ги трошат. Тие се за нив како чипот за компјутер. Знаете, компјутер има свој чип. Ако го униши чипот, не работи компјутерот повеќе. Или пореметен. Некои функции нема да функционираат. Својата личност да ја жртвуваат или изгубат за мене. Се мисли како човек. Еве професор Шмид што вели. После што ми беше поклонето да со години учествувам во истражувањето во областа на алкохолизмот и да работам со алкохоличарите, моите дотогашни сваќања се променија. Очигледно пред имал некои други ставови, но кога работел со луѓе кои имале проблем со алкохолот, еве што вели. На мене не ми е познато од страна на стручната литература, издадена од минатите години, дека алкохолот има позитивно дејство на здравјето и затоа му се препорачува во мали количини. На жалост и денеска има лекари. Ако те боли забот, некој доктор вели земи цигара и испушена. Се слушали такви совети? Цигарата, никотинот ќе ти го утрне на местото и нема да те боли. Или написи една чаша ракија и ќе ти помине. Тоа не е точно. Не е точно. Тоа се, како овде што вели, во мали количества не е страшно. Но за тебе малку може би е мала чаша, но за некој може би мала е ова чаша. И сега тоа релативно, кој за кого е мала или голема. Многу мои пациенти, понатамо вели, од добронамерни совети на нивните лекари, поради срце, стомачни болки или пречки во крвотокот,
koristile konjak, vino, koji za mnogumina stanele kobni. I nekoj, nažalost, така наречени християни, го цитират апостол Павле кога му вели на Тимотеја: пи малку вино поради твоите чести болести што ги има. И вели, ете, Библијата дозвола по малку вино да се пие. И сега какво вино е? Знаете, во Библијата зборот вино има два збора, јанин и тирош. Тирош е еврејски збор кој укажува сладко вино, непревриено вино, безалкохолно вино. И оно другото јанин вино кој означува жестоко, алкохолно. Секако, ракија се користи во медицински цели. Да не бидеме сега, да не одиме во крајност, да? Значи, ракија се користи во многу лекарства, но тоа од медицинска гледна точка, значи како лекарство, како лек. Меѓутоа, да испиеш една чаша конјак, за да ти се подобри здравјето на срцето или нешто друго, овде, вели докторот, станале многу кобни работи. Значи, мора да бидеме многу трезвени. Затоа најдобар лек е абстиненција. Што е тоа абстиненција? Тоа значи да се скроз откажеш и да не се користи. Три кобни причини за ова абстиненција. Мојата одговорност за мене, моето здравје и моето спасение. Јас имам слободна волја, некој ќе каже. Точно, сите ние имаме слободна волја. Што ќе јадеме, што ќе пиеме, ни самиот Бог нема право да ни забрани. Тој само ни сугерира, тој само не советува, но последиците исто така треба да бидат наши. Мојата одговорност за ближните и трето, мојата одговорност за општеството во кое живеам. Тие се три работи, значи причини кога е во прашање таа абстиненција. Апостол Павле ќе каже понатаму: затоа не бидете неразумни, туку разберете што е Господова волја и не се пијанете со вино, во кое разузданоста, туку полнете се со духот. Не може Павле, почитувани, на својот млад колега Тимотеј да му каже: пи малку вино, па макар една ваква чаша. А овде сега да каже до Ефесјаните пишува Павле, друга посланица, друго писмо: немој да пиете вино, а на Тимотеј да му вели: пи малку вино. Очигледно мора да ги разгледаме, да ги раздвоиме работите. Од која причина му советува Павле на Тимотеја? Меѓутоа, очигледно алкохолот негативно влијае на нашиот организам. И еве, Павле понатаму ќе напише: не знаете ли дека сте Божи храм и дека Божиот дух живее во вас? Ако некој го разруши Божиот храм, Бог ќе го разруши него, зашто Божиот храм е свет, а тоа сте вие. Почитувани, ние мора да внимаваме што внесуваме во нашиот организам, во нашето тело. Ние сме тој духовен храм, дух, душа и тело. Тие се три својства кои треба да безпрекорно функционираат, како што на небото постои Отец, Син и Светиот Дух. И Духот Свети треба да се всели во нас, во нашиот тело, во нашиот живот, за да управува и да не води по Божјата патека. Умереност значи откажи се од работите кои се штетни за Божиот храм да функционира исправно. А добрите работи користи ги толку колку што се неопходни. Потоа рече, сега Господ му вели на Мојсија: ако го послушаш добро гласот на Господа својот Бог, вршејќи што е право во неговите очи, ако го насочуваш својот уво кон неговите заповеди и ги држиш неговите заповеди и ги држиш неговите закони, нема да пуштам, гледате овде што пишува, никакви болести што ги пуштив на египетците, зашто јас сум Господ Бог, вашиот исцелител. Интересно, евреите немале ниту една болест што имале околните народи, кога му биле верни на Господа. Ајде сега да одиме малце во Египет, во стариот Египет, и да видиме со какви болести се занимавале и какви лекови користеле. Ќе ни се згади кога ќе прочитаме, само за кој миг. Еве, истражување во Манчестер, 1975 година. Отишле таму стручњаци во тие египетски пирамиди и истражувале. Едноставно, тие зборувале, односно истражувале како старите египетчани верувале, живееле и што користеле кога ќе се разболат. Пронајдени се, може да кажеме, мумии во тоа време и едноставно ги отвориле внатре да видат што има и со какви болести се занимавале. Тоа е една мумија на некој си фараон. Значи, богатите луѓе, нивните тела ги балземирале.
Jednostavno, ja sam imao prilika во Загреб пред повеќе години, кога бевме на едно истражување, да видам мумија. Мумија црна, јагленосена, меѓутоа телото е сочувано, со посебни средства или начини, тие се мачкаат тела, да телото не се распадне и едноставно може да го видиш тоа во природна величина. Значи, по природа, богатите луѓе ги балзамирале нивните тела на своите најмили после нивната смрт. Направен е, може да кажеме, рентгенски снимак, гледате овој рентген на главата на таа мумија и дојдено е до одредени резултати со кои се објаснува животниот стил на старите египчани. Како живеели, у што боледувале. Пронајдено интересно, гледате овде, тој е рентген на главата на таа мумија, пронајден е кариес во нивните заби. Знаете кариес што е? Кога одите на лекар и оние црните точки по забите што ги имаме, и докторот, стоматологот ги чисти и ти става блома, така. Штом ќе се појави кариес на нашите заби, мора да се санира, иначе тоа ќе провозрокува пропаѓање на целиот. Тоа е како еден црв кој однатре ти го гризе сабот. Гледате, во тоа време старите луѓе во Египет боледувале од слична болест наречена кариес. Уште нешто, пронајдени се артериите на тие балзамирани тела, значи тие нивни садови, крвни садови, кои биле стеснати. Значи, како ние денеска што велиме, има човекот холестерол, ти се лепи тоа на артеријата и доаѓа до запушување и доаѓа до срцев удар или мождан удар. И во тоа време, на жалост, луѓето умирале од срцев или мождан удар. Бидејќи имале крвните садови и во тоа време им биле запушени. Очигледно, срце и болестите на крвотокот, рак, болести на крвните садови, артритис, диабетис, стрес, сето тоа го имале и тие во тоа време, во времето на старите египчани. Болести на египчаните. Дали денеска ги имаме истите болести? Уште повеќе. Уште почести, зачестени, на жалост. Иако живееме во еден современ свет, медицината е многу напредна отидена, но на жалост тие болести се повторуваат. Значи, иако египчаните во тоа време биле многу на повисоко научно ниво, науката кај нив била развиена, за разлика од старите евреи, кои немале никаква развиена медицина. Благодарение на Бога, што Бог преку Мојси им праќал совети и упатства, биле здрави. Но, интересно, ајде да видиме какви рецепти имале египчаните за нивните болести. Кога ќе ги споредиме со библиските рецепти што Бог им ги дал на старите евреи, да вистина ќе видиме на голема разлика. Да одиме еден чекор понатаму. Неколку стотици рецепти собрани се во папирус Ебер. Значи, пронајдени се во тие пирамиди стари рецепти за болести. Значи, ако се појави некоја болест, тие веднаш пишувале рецепт за да се лечат луѓето. Еве што се пронајдени. Лековите се правеле од крв на гуштер, свински заби, расипано месо, смрдлива маст, копито од магаре, измет од човек, магаре, мачки и птици. И сето тоа помешано заедно и ќе ти го стават на раната. Значи, тоа може да се пронајде. Овде имате податоци, значи во тој папирус Ебер. Гледате какви рецепти, лекови на луѓето им се нуделе во тоа време. Немале просветлување, никакво духовно. Тие не верувале во Бога. Тие верувале само во луѓе, во човек. Меѓутоа, кај евреите немало такви лекови и немало ни такви болести. А Божјиот рецепт, кој е бил Божјиот рецепт? Послушност кон Бога, морално здравје, работа и одмор, хигиена, карантин во случај на заболување, искрена. Гледате, почитувани, какви упатства Бог дал. Едноставни чекори, но многу важни. И Бог рекол, ако ги држите овие мои правила, нито една болест нема да има кај вас, која има кај околните народи. Евреите не знаеле што е тоа кариес, 40 години во пустињата. Не знаеле што е тоа проблем. Ако се појави некоја пега која личи на губа, каде ќе отидат? Во карантин, во изолација 7 дена. И ако се покаже дека е губа, има начин
kada će živja, da ne se prenesува. Ti imale, znači, sterilizacija, imale septički jami, 2 miliona ljudi v dviženje, Bog imel strogi pravila na odnesuvanje. Crkvата го превзела водството кога лекарите повеќе не можеле ништо да сторат. Црквата ги користела старите прописи за сузбивање на заразата, како што е запишено во Стариот Завет. Овој концепт и неговата практична примена се запишани во трета книга Мојсеева. Ако читате, таму се те почитувани правила. И црквата секако убаво што ги превзела тие, зашто медицината во тоа време била немокна на луѓето. Знаете што се случувало во Австрија во 19. век? Секоја трета жена или втора умирала кога се пораѓала. Зошто? Не знаеле да откријат лекарите. Меѓутоа тие пораѓале со раце, без ракавици, со голи раци, што би се рекол. Ќе првата ова жена одат на втора, на трета и пренесувале болести. Седојќи едно младо лекарче кој е рекол: колеги, мора да ги миеме рацете, да правиме дезинфекција. А тие му рекле: ти ли ке не учиш? Па ние сме стари доктори, искусни. И детето, младиот лекарот, не можел да издржи, зашто гледал помор, многу жени умирале, си го одзел животот. Подоста неговите колеги, кога тоа го разбрале дека навистина тие се виновниците што жените при пораѓање умирале. И почнало хигиена, стерилизација. Еве еден вестник во Германија кој вели дека Библијата е единствен буквар на исхраната. Таа не е само религиозна книга, туку содржи препораки за безмесната храна, за витамините и храна богата со протеини. Почитувани, гледате светски луѓе, светски списанија и вестници и се клањаат на Библијата, дека таа не е само една верска книга дадена да луѓето имат некој верски мотив да веруват во нешто, туку таа е книга, буквар, како ние што учевме во буквар првите букви, не? И тоа е религиозна книга, но и содржи препораки за безмесна храна, за витамини и храна богата со протеини. И ајде на брзина да се вратиме таму во Едем, да видиме што јаделе нашите прародители. Едемската храна е запишена во прва Мојсеева, прва глава, во 29 до 31 стих. Житарки, овошје, орашасти плодови, семенки, зеленчок. Ако отворите сега на интернет здрава храна напишете, овие работи веднаш ќе ви испаднат на прво место. Житарки, Адем и Ева во почетокот јаделе житарки. Семе, бадеми, лешници, тоа им било основна храна. Овошето подосна Бог им го дава, односно зеленчукот. Семенки јаделе, орашасти плодови. Во грев кога паднал Адем и Ева, Бог им дава зеленчук, зеле полско ке јадете. Почитувани, ајде да се вратиме на здравата храна, на едемската храна, на почетната храна, за да имаме здраво тело, да имаме здрав дух, да имаме здрава душа. Тоа се три компоненти кои се многу важни во нашиот секојдневен живот. Бог после потопот го проширува еловникот, зашто сета земја била уништена, вегетацијата била уништена. Бог им дозволува да јадат и месо. Но тогашното месо и денешното месо, односно животни, дали има разлика? Секако, но и да ги сочува Бог тогаш луѓето да не јадат се и се што им дал правила, им дал упатства, кој е чисто и нечисто месо. Во трета книга Мојсеја, во 11 глава, имаме рецепти запишани кои животни може да се јадат, а кои не. Секако Бог создал многу животни да ја одржуваат природата и да бидат природни чистачи, уништувачи на работи кои се штетни за нас и за останатите животни. Чисти копнени животни се они кои имаат раздвоени копита и преживари. Еве само на пример крава, овца, коза, елен. Значи што има на нозете раздвоени копита и прежива, тие животни се за исхрана. А ако има само една услов исполнет, тоа не се јави, како зајак. Зајакот има раздвоени копита, но не прежива. И не треба се користи за исхраната. Понатаму, тоа се само неколку сегменти, а ако читате таму во трета книга Мојсеева, ќе имате повеќе совети. Чисти риби. Оние риби кои имаат перки, луски на телото, лушпи, тие се јадат. Значи имат крилца и она со ножот кога ќе одете на контра, ќе паднат оние лушпи. Така? Шаран, лосос и така натаму. Чисти птици.
кокошка, гулаб и сега да не ги набројуваме, таму се запишени во Мојсеевата книга. Но Бог дал уште едно правило што денеска не се почитува и затоа доживуваме удари, холестерол натрупуваме. Вечен закон нека ви биде од колено на колено во сите ваши шатори да не јадете сало, ниту крв. А салото, знаете, дори во смоки има сало. Во смоки, во чипс кромпир пржен. Крв и сало. Тоа се елементи кои директно се лепаат на нашиот организам и затоа ние подоцна страдаме. Секако телото произведува и други состојки под влијание на стрес и така натаму, но сега одеме библиски, тој редов се да го проследиме. Да, јас сум Господ, ве изведов, Бог им вели на старите израелци. Изворот на младоста не е пронајден и желбата за вечна младост не е исполнета. Но, почитувани, нема лек за вечна младост. Така, ние сме овде грешни на оваа земја и ќе дојде еден ден крај. Секој кој се родил ќе оди при крајот, но сепак да го сочуваме што е можно подобро нашето здравје подолго да биде, да имаме здрав дух, здраво тело. Но овде сум напишал, значи изворот на младоста не е пронајден и желбата за вечна младост не е исполнета, но мојот распон на живот може да се прошири и мојот квалитет на живот да се зголеми ако ги применувам принципите, Божите принципи за здравјето во мојот живот. Ако тоа го применуваме, почитувани, ќе ни биде многу полесен животот што го имаме. Ќе има стресови, ќе има проблеми, ќе дојдат и болести, но многу полесно тоа ќе се поднесе. Здрав стил на живот, долго време на истражување на мажи и жени, читате заедно со мене, ова е многу интересна и охрабрителна информација, припадници на црквата на адвентистите на седмиот ден и жителите во Америка, Австралија, Норвешка и Финска, според ова студија го покажало следново. Ево ви имате диаграм. Старост, машки, значи мажи од 8 години, подолго живеат, жените 7,5. Адвентистите живеат поради својот стил на живење, на вера во Бога и на искрена, подолго за 8 години мажите, а жените за 7,5 години од нивните сонародници. Значи, пронајдено, односно е направена анкета врз основа на нивната искрена вера во Бога. И верата во Бога ни дава продолжеток на животот, почитувани. И имаме надеж. Таа надеж се потпира во верата во Господа Исуса Христа. Значи, гледате, според ова шема, овие луѓе кои имаат свој принцип на искрена подолго живеат. И Боже, подари ми смиреност да ги прифатам работите кои не можам да ги променам. Храброст да ги променам работите што можам да ги променам. И мудрост да едно од друго ги разликувам. Нека навистина Господ ни помогне, почитуване. Да ова молитва биде и наша. Боже, подари ми смиреност да ги прифатам работите кои не може да ги променам. Не може воздухот да го промениме. Не може воздухот да го измениме. Тоа е. Вода може да полниме и не може секогаш да полниме од извори. Значи, мора да се помириме со некои работи. Меѓутоа, овие работи долу што пишува. Да ги променам работите што можам да ги променам и мудрост да едно од друго ги разликувам. Значи, ние сме господари што ќе ставиме во нашите уста. Што ќе пиеме. Дали ќе пушиме, ќе пиеме алкохол или не. Да бидеме смиреност, да бидеме радосни. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух кој е во вас. Кога го имате од Бога, па не си припаѓате само на себе. Некој вели, што ти е гајле? Што јадам, што пием? Моje ова тело, не е твое. Тоа ти е дадено на располагање. Ние сме пристави Божи. Павле вели, не си припаѓате само на себе, зашто скапо сте купени и така прославете го Бога во своето тело и во својот дух кој се Божи. Не може човек кој е во болница, лежи на болничка постела да го слави Бога. Го боли глава, го боли телото, душата го боли. Не може. Сите сме поминале низ тие постели. И така вели прославите го Бога. Во здраво тело може да имаме и здрав дух и здрава душа. Господ нека ни помогне да навистина сватиме дека некој за нас умрел, дека некој за нас платил цена, а тој Исус Христос. Тој го положил своето тело на Голготскиот крст да не откупи. Секако ова тело ќе се распаде еден ден. Секако ова тело ќе замине во историја.
И ако се случи смрт, но Бог повторно ќе не воскресне, ќе ни даде ново тело, нов дух, нова душа, бесмртна душа, и тој живот ќе се продолжи во вечноста. Но додека сме во ова тело, ајде да донесеме одлука, да го негуваме што подобро, преку храна што Бог ни ја дал во природата, да ги користиме тие елементи за да имаме здрав и витален живот. Нека му е слава на Бога за тоа. Амин.